На Македонија и повеќе од потребна и обединетост на сите политички субјекти, потребни се црвени линии за одредени прашања, зад кои ќе застанат сите заедно. Според познавачите, потегот на премиерот Христијан Мицкоски да повика на обединување е повеќе од логичен и потребен. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски за Алфа вели дека единство било потребно и претходно, бидејќи сме биле сведоци на многу погрешни политики кои властите ги носеле еднострано. Ние мораме да поставиме одредени црвени линии под кои не можеме да одиме, затоа што одредени владини состави во минатото покажаа дека се со цел да се додворат на одредени западни фактори или по секоја цена да останат на власт, спремни се да направат еден куп постапки кои долгорочно предизвикуваат големи штети на самата држава и на македонскиот народ и македонскиот национален интерес. Тој повик за обединување, да кажеме, мора да е околу националните интереси и одредени црвени линии наши како нација мораме да ги поставиме под кои не одиме. Лидерот на опозицијата Венко Филипче најави дека тој и неговата партија ќе понуделе конструктивни точки во интерес на државата, за кои би се разговарало на лидерска средба. Според Ристевски, институтот лидерска средба е непотребен и удар врз парламентарната демократија и гласот на граѓаните кои ги бираат пратениците во собранието. Сосема е логично сите желби, барање, побарување кои ги има било кој политички субјект и кој е законски представен во законодавниот дом, да ги побара токму таму, во Републичкото собрание со 120 пратеници. Социјалдемократскиот сојуз и тој како и повеќето останати партии има представници, сосема легитимно преку институтот пратенички прашања и било кои останати може да ги побара внатре во институциите на системот. Премиерот Мицкоски при одбележувањето на денот на светите браќа Кирил и Методи повика на обединување со порака дека не само што така ќе опстанеме, туку и ќе победуваме.